Se poponuvame na Tvojom večni slagi, proseki proskuvanje našite prekršenija. Hriste Bože, zašto dobro si blagovolil, da se iskrči so telo na krsto. Заставите лево и десно, не надам се. Гледате се. Може и прескачате. Добре. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Може да вземете. Драги браќи и сестри, возлюбени христијани, денеска е првата недела на Великденските пости и денеска е еден посебен празник, наречен со името Недела на православието или Недела на победата на православната вера над сите останати криви учења и ереси. Овој празник бил постановен во 9 век за време на царицата Теодора. Од историјата знаеме дека за време на православна Византија во два наврати се појавува иконоборечко учење, одредени луѓе во Византиското царство, па дури неколку цареви византиски го поддржувале ова, сметале дека иконите кои што ние сега ги почитуваме како свети нешта, сметале дека иконите не треба да бидат во црква, дека тоа нешто е неправилно, не треба да се почитува и затоа со наредба на овие кривоверни цареви било наредувано иконите да бидат изфрлани од црквите, да бидат спалувани и уништувани. Ова траело многу години, долго време и имало многу страдања. Многу православни бранејќи ги иконите и почитувањето на иконите пострадале бранејќи ги овие свети предмети. Овие иконоборците се воделе најмногу од Стариот Завет, од една од 10 Божи заповеди, каде што вели оние заповеди што Мојсей ги примил на планината Синај. Не прави идол на она што е на небото, на земјата, во водата или под земјата. Не му се поклонува и не му служи. Само јас сум Господ Бог твој. И овие луѓе погрешно мислеле дека иконите се некој вид на идоли. Како ние да се поклонуваме на материјалот, на дрвото или на хартија. Не можеле да сватат дека ние се поклонуваме на иконата, ама нашата почит, нашата љубов не се однесува на предметот икона, туку иконата е само преносник кој што го пренесува нашето почитување, нашите чувства и љубов кон Бог на небесата во духовниот свет, кон Божјата мајка и кон сите светители. Значи, иконите е правилно да ги имаме во црква и да ги почитуваме и како круна на се, крстот, знакот на победата наша, треба да го почитуваме и да го имаме во нашите цркви. Во тоа време многу икони се прославиле со чудотворна моќ. Често пати иконите кога биле повредувани, наранувани со разни оружја, од ликовите на светите луѓе представени на нив и од ликот на Божјата мајка протекувало солзи или крв течело од иконите. На тој начин преку ова чудо Бог сакал да покаже дека иконите се правилна работа и свето нешто и треба да ги имаме во црквата и да не подсетуваат на Бог. Во Стариот Завет никој Бог не го видел, како што вели Свети Јован Богослов. Бог никој никогаш не го видел, ама единородниот Син кој во неговите преградки Он го објави. Бог никој не го видел, ама Христос, неговиот Син, дојде
stana kako jedan od nas stana čovjek, obleče čovječko telo, za da ni se približi Bog na nas ljudje to. I nije go poznavame Bog koliko na Hristos. Pred Hristos ljudje to ne znali kako izgleda Bog i koga i da go zamisluvali, go predstavuvali lažno. Mislite da Bog je sonce ili neki drugi nebeski telo ili okno, međutim koga Bog posebno da dojde do čovečkog sveta i stane kako jedan od nas, točno znajme da to je Bog i posle toga, posle Hristos, imame pravo neke da go slikame nekovi od njih, znajmo da nije to teka jedan od apostolite, sveti apostol Luka i naslikao prvi ikoni na Hristos i na Sveta Bogorodica. I veke možemo da se pokoruvame na ikonite i na toj način da izrazumame počita on Gospod Isus Hristos. Svetite oci napiše da je jedna prekrasna rečenica za ikonite. Ikonite velike osvetuva našite oči, a pravat našето srce da se podignuva on Bogopoznanje. Една od najvažnijih karakteristiki na pravoslavните crkvi i hramovi je присуството на прекрасните икони на иконостасот и на иконите на цидот кои што уште се наречени фрески. Посебно во овој западен свет, каде што има малку православни цркви, а има повеќе други христијански храмови кои што припаѓаат на други учења или инославни, кога ќе се случи некој нехристијанин или неправославен да влезе во, еве, например, во нашата црква, и вие може би сте биле сведоци, ќе се воодушеват, ќе се восхитат колку е богата нашата црква. Со бои, со символи, со значења. Значи, ние имаме историја, православната црква има предание 2000 години. И самото име православие, значи единствена правилна вера. Единствено православната вера, нашата вера, го чува Христовото учење уште од времето на Христос. Неизменето, непроменето, непосредно, директно, сочувано преку апостолите, преку светите маченици, преку светите оци до денеска. И ние што сме православни, треба да се радуваме што сме се родени како православни. Често пати од некои луѓе, посебно младите, кои што еве денеска шетат и по други земји или живееме во време на телевизија, некои луѓе ќе речат зошто сум се родил во сиромашна земја како Македонија. Не е сиромашна Македонија. Македонија е света земја. Земја со древни цркви, икони и големи светењи. Треба да се радуваме што корените ни се во таа света земја. И ние дојдени овде на западот во Канада да не заборавиме кои ни се корените. Верата да ја чуваме како нешто најсвето. Христос има речено: барајте го прво Царството Божјо, а се друго ќе ви се придаде. Ако го заборавиме Бога и нашите корени и крштевањето, тогаш сме готови. Ќе не снема и ќе се загубиме. На времето во историјата светите оци, мачениците, животот си го давале за да ја бранат и сочуваат православната вера, да ги сочуваат иконите, да ги одбранат. Еден од светите оци, свети Јован Дамаски, многу учен човек од 7-8 век, пишувал многу списи и книги во заштита на иконите. Бил наклеветен тогаш во Сирија и му била отсечена десната рака. Десната рака ја загубил за да ги брани иконите. Си ја земал пресечената рака и имал дома една голема икона на Света Богородица, цела ноќ ја поминал плачејки и молејки се на Божјата мајка и таа му се јавила на соневи најаве и му ја составила десната рака. И во спомен на тоа, тој подарил една сребрена рака да стои на иконата како спомен на ова чудо. А ние денеска како ќе ја браниме православната вера? Па пред се со тоа што ќе живееме според неговите правила, да не ја забораваме, бидејќи ние сме крстени, Бог е секаде присутен и тој очекува до последниот наш ден, до последниот момент од нашиот земен живот да останеме православни. Овде во ова земја има многу искушенија, посебно нашите деца, внуци овде, бидејќи се трета, четврта генерација родени овде, се повеќе за жал забораваат на овие православни вредности, ама ние постарите, вие бабите, дедовците сте најодговорни да се воспитаат младите во тој православен дух. Бидејќи, знаете, православната црква се живи во оние земји каде што никогаш е не било. Во Африка, во оние, во Јужна Америка. Ние сме православен народ 2000 години да се откажуваме од нашата вера. Тоа е голем абсурд. Нека ни е надпомош празникот денешен, недела на православието, нека Господ ни дадува силна вера да веруваме
poslije ovoga što mi postavili svetite oci, da vidimo radosti što smo pravoslavni i da go čuvamo to nešto kako najbolje bogatstvo o našem životu. Za drugu godini, napomoć neka je nešto praznik.